Советот на општина Кочани повторно ќе го разгледува предлогот за формирање јавно предпријатие кое ќе стопанисува, ќе поставува и ќе одржува јавно осветлување во градот и другите населени места. За постапката за основање на предпријатието веќе се водеа дискусии на седницата што се одржа на 14 април, а тогаш по барање на дел од советниците одлуката за основање беше повлечена. Сега, истата повторно се наоѓа на дневниот ред на седницата закажана за вчетврток. Се предлага скратениот назив да биде јавно предпријатие Светлина Ко 2022, а негова главна задача да биде набавка на електрична енергија, изградба и одржување на јавното осветлување, како и сервисирање на електричната мрежа за улично осветлување на подрачјето на општина Кочани. Основач и собственик на предпријатието со целиот негов имот и средства треба да биде локалната самоуправа. Финансиските средства за вршење на дејноста пак треба да се обезбедуваат од приходите од сопствено работење, од кредитни средства, како и од други извори во согласност со законот. Во правниот промет, јавното предпријатие ќе настапува како независен субјект во свое име и со своја сметка со неограничени овластувања. При тоа предвидено е да има обврска да изготвува и програма со која ќе го планира развојот и финансирањето на својата дејност. Се предлага јавното предпријатие Светлина Ко 2022 да има управен одбор од 5 члена, надзорен одбор од 3 члена, како и директор што ќе го избира градоначалникот. Доколку на 10-та седница на Советот на општина Кочани одлуката биде прифатена, тогаш во рок од 60 дена од денот на донесувањето на актот за основање ќе треба да се донесе и статут на предпријатието, со што тоа и практично ќе биде оформено. До завршување на целата постапка за основање, задолжен за вршење на подготвителните работи ќе биде секретарот на општина Кочани Дејан Рашков. Општина Кочани ја почна постапката за набавка на уреди за интерна комуникација на припадниците на територијалната противпожарна единица, а што ќе можат да се користат на терен при различни интервенции. Објавен е јавен повик за обезбедување 16 рачни радиостаници, за што според проценката на нивната вредност треба да се инвестираат над 250.000 денари во нето износ. Со тоа ќе им се овозможи поголема мобилност и координираност на пожарникарите, особено во отежнати временски и други услови. Истовремено, уредите ќе овозможат и подобра лична заштита заради навремено меѓусебно информирање за потенцијалните опасности. Од испорачателот на уредите се бара комуникацијските уреди да исполнуваат одредени технички стандарди, односно да покриваат пошироко подрачје на отворен и затворен простор, да издржуваат поголема топлинска разлика и да нудат квалитетен пренос на звукот. Во тек е јавниот повик за избор на добавувач на опремата, а пријавувањето на заинтересираните е до 9 мај. Во меѓувреме завршена е постапката за набавка на опрема за новото интервентно противпожарно возило, за што беа обезбедени над 250.000 денари. Дополнително за безбедно влегување во објекти, пожарникарите ќе добијат и наменски заштитни маски со вградени микрофони, за што е планирано да се платат околу 170.000 денари. Набавката на оваа опрема треба да се реализира во текот на оваа година. Општинската библиотека Искра го одбележа 23 април, меѓународниот ден на книгата и авторското право. Во тие рамки беа прегласени и најдобрите читатели во изминатиот едногодишен период во категориите за деца и за возрастни. На пригодна свеченост беа представени и пораките од генералната секретарка на УНЕСКО, како и македонското послание по повод меѓународниот ден на книгата. Беа прочитани двете пораки по повод овој ден, пораката од господја Одреа Зуле, генерален директор на УНЕСКО, и македонската порака од професор Анастасија Ѓурчинова, која што ја прочита моите колешки. Исто така, традиционално, како и секоја година, на овој ден нашата библиотека ги прогласува најдобрите читатели за минатата година, 2021 година, во категоријата на деца и возрастни. Во категоријата на деца беше прогласен за најдобар читател Томислав Стоилов, а во категоријата за возрастни најдобра читателка Сузана Стоименова, кој што според одредени критериуми на број на прочитани книги, уредност при читањето и враќањето се определува таа категорија на најдобри читатели.
Во чест на одбележувањето на Денот на книгата и авторското право, членовите на литературниот клуб Копнеш се представија со своји творби посветени на книгата. Сите тие ќе се најдат во посебен билтен што го издава библиотеката Искра. Представници од Основното училиште Свети Кирил и Методи присуствуваа на првиот транснационален состанок во врска со проектот Safe for Waste од Erasmus Plus програмата. На него учествуваа и вклучени невладини организации и основни училишта од Македонија, Бугарија и Грција. На состанокот секој од учесниците подготви презентација на училиштето и градот од кој доаѓа. По меѓусебното запознавање, координаторот на проектот ги објасни правилата и активностите во кои ќе се спроведуваат како дел од проектот, а е договорен и временскиот период за реализација на активностите. Проектот Safe for Waste се однесува на заштита на животната средина и нејзино зачувување. Главна цел е да се обезбедат темелни и конкретни знаења и ресурси за управување со отпадот од храна, добрите практики, а особено во училишните заедници, во насока на добро справување со проблемот со загуба на храна. Во исто време се очекува проектот да овозможи зближување на наставниците од различни региони, размена на искуства и знаења, со што тие ќе имаат можност да ја подобрат наставната практика, при што ќе се имплементираат нови стратегии и образовни методологии за споменатата тематика. Преку проектот на Erasmus Plus програмата, наставниците и учениците од нашето училиште ќе ја подигаат и свесноста за управување со отпадот од храна, како и ќе ја искористуваат можноста да ги надградат своите вештини, развивајќи знаење и компетенции за управување со отпадот. Како дел од проектот Safe for Waste на Erasmus Plus програмата, ќе се изготви и стратегија за одржливо управување со отпадот во училиштата. Во празничниот викенд се одиграа надпреварите од редовното 24-то коло во првенството на втората македонска фудбалска лига. На стадионот Никола Мантов се сретнаа Осогово и Слога 1934, при што надпреварот заврши со резултат од 1:0 за гостите од Виница. Со тоа тие понатаму остануваат лидери на табелата и најсериозни конкуренти за влез во прволигашкото друштво. За разлика од нив, домашната екипа го забележа четвртиот пораз во низа, со што го загрози опстанокот во лигата, односно задржувањето на статусот во единствената втора лига, што ќе се формира од наредната надпреварувачка сезона. Слога ја оправда фаворитската улога и прокнижи 3 нови бода со единствениот погодок што во 59-та минута го постигна Симевски. Надежите на жолто-сините за поволен резултат не се остварија и покрај најавите дека ќе играат отворено и храбро за да ја остварат целта. На задоволство на бројната публика, на стадионот во Кочани беше прикажан добар надпревар, на кој и покрај неколкуте стартови за кои беа поделени по 2 жолти картона за двете екипи, сепак имаше допадлива игра. Со поразот, Осогово останува на освоените 27 бода, колку што имаат и Пехчево и Детонит, но поради полошата гол разлика се најде зад нив на 8-та позиција, и тоа само пред последните Братство и Локомотива. Со оглед што до крајот на првенството има уште само 3 кола, од кои 2 се со директните конкуренти за борба на средината, неизвестно е дали и како ќе се обезбеди опстанокот. Слога пак останува на врвот со 54 бода, еден повеќе од Беласица и победа. Во следното коло Осогово ќе му гостува на Кожув, а Слога во Виница ќе ја пречека Каменица Саса.